Тука сме. Мислам со памет. Океј. А и да не сте тука, ако сте таму негде по Божите полиња, останете таму. Да ќе пробаме таму да допреме. Вау. Аба. Чека да ви загледам го. Пред да почнам да проповедам, се мислев нешто да споделам, да охрабрам и во целиот овој контекст, мислам дека вреди. И пред служба ми дојде еден човек и рече, тоа што се мислиш, кажи го. Така Господ ми рече, ја ќе бидам послушен на тоа и ќе го кажам. Вчера додека спремав проповедта во доцните часеви, или раните веќе беа, ми дојде еден увид, ако можам да кажам, за благослов на нашата црква. И знаете како, може би не сите, може би и сите, не знам, ама во некој од нас има чувство дека Господ завршил со него. Завршил со него, кај завршил? Таму, останало така и сега Господ има друга работа и нема да се замара и да работи на мојот растеж, нема да работи на моите благослови, нема да работи на мојот живот. И јас сум убеден дека не е така, познавајќи го Господ и тоа што Павле го пишува дека Бог, она што го започнал, ќе го заврши. Сум убеден и не сакам ниту да размислувам на тоа нешто и сакам секој еден што размислува на таков начин да престане да размислува на таков начин, зашто без разлика како се чувствуваш во моментот, кога го зборам моментот, зборам на некој момент што долго трае, не на овој момент, сигурно сука се чувствуваме покрај славењето, но на момент што трае, без разлика кој работи фалат во мозаикот од твојот живот, кој работи воопшто не ги гледаш во твојот живот, немој да занемаруваш едно, дека Бог од тебе може да направи и од твојот живот ремек дело. Гледајќи филмови, многу пати испуштаме филм зашто мислиме дека би бил досаден или нешто, не дочекувајќи да заврши, да видиме дека уствари може да биде ремек дело. И така понекогаш со нас во животите. Јас верувам дека, се извинувам, верувам дека многу пати, гледајќи на својот живот, гледаме како на незавршена работа. Но мора да знаеме едно, дека Бог ќе го доврши делото што го започнал и дека твојот живот, мојот живот ќе бидат ремек дело. Амин? Ремек дело. Како да се заштитиме за ова? Знаете, многу пати, може би некој сега, вика, ако Бог е толку добар и љубов, како што кажувате, тогаш зошто во мојот живот ова, она, зошто во животот на мојот брат тоа и тоа? Знаете, немам одговор на секое зошто. Ни за мојот живот, ни за црквата, ни за поединци. Стварно немам, и тоа искрено треба да се каже. Мислам дека ниту ние, никој немаме за нашиот живот. Ни па најдобрата доктрина би имала. Но тука не е проблемот. Проблемот е ако Бог е добар. Нека зошто остане, но да го елиминираме ако. И да речеме Бог е добар. Амин. Бог е добар. Кога на тоа ќе се фокусираме, зашто ќе добива одговор за тоа. Кога на Бог е добар, а не ако е добар, тоа е условно. Ако се фокусираме на тоа дека Бог е љубов, ние ќе ја видиме љубовта без да ни бидат некои работи одговорени во нашиот живот. Амин. Така да, ајде да согласиме, да го елиминираме ако Бог е тоа и тоа. Тогаш зошто во животот тоа и тоа? Имаме живот пред нас во изобилие, да се изнаживееме за да ги разбереме некои суштински нешта, за да ги сватиме некои потези Божи во нашиот живот, но и наши во Божиот живот. Но да го елиминираме
условот. Ако. Зашто тогаш го оддалечуваме Бог од нас. Ја оддалечуваме, тоест ние се оддалечуваме од близината што Бог ја има. А пеевме дека е поблизок од коските на кожата. Ја не можам да објаснам како е поблизок. Да, ќе речеме тоа е во духот и е поблизок, али да си толку поблизок. Вау. Тоа ако прави голем јас и доведува несигурност во нашиот живот. Дали Бог е добар, дали Бог е љубов. Така да, нека нашиот живот му дозволиме на Бог го направи ремек дело. Амин. Без разлика дали нешто знаеме или не знаеме. Бог е добар. Јас вчера останав до касно, спремајќи проповед, и мислам дека ќе биде нешто како кратко поучување, не знам дали ќе завршам за се, околу онаа тема што веќе ја имаме, а тоа е нели љубовта е внатрешност на верата и внатрешност секое добро дело, и како тоа верата и љубовта се испреплетени и како тоа се неодвојиви. И мислам дека ќе биде за благослов на сите. Коки, даре ти си. Мислам дека ги имам пратени стиховите, од друга страна гледаш 35 минути веќе кажувај ми, на 40 негде да завршуваме. Убавината е тоа што го слушаме од тука, да ни остане свежо во нашите мемории. Некој вика дека на Сабајле било мозокот посвеж, но науката кажува дека вечерта е подобра за памтење. Иако сме расејани, иако се на Сабајле кога ќе станеш, некои работи што си мислел дека само ти поминале, си ги запамтил. Е така да оставиме таа свежина, да можеме да ги джвакаме овие работи. И знаете, некогаш не треба се да ни е джвакано, па што би правеле ние? Ќе се чувствуваме како да сме само наблюдувачи на Божјото дело во нас. Ако дозволиме да ни биде се натацна. Го разбираме овој дел? Ќе се чувствуваме како да не сме дел од работите што се случуваат во нашиот живот, а треба да бидеме дел. Али ќе збориме за тоа понатаму. И така, како прва точка или подточка ја пишав вера како одговор на Божјата љубов. Вера како одговор. Зошто вера како одговор? Зошто ние не се родивме со Божја љубов, него се родивме заради Божја љубов, а со вера се родивме. Со вера за кој ќе дојдеме до пристап до Христос, да кажеме ја можам да верувам во љубовта што ти ја стави во моето срце. Го разбирам овој дел. И така да се биде христијанин, се пишам, не е само резултат на некоја добра етичка одлука во нашиот живот. Зошто па гледам дека добри и моди, фини се, културни се, разбрани се, па би сакал и ја на таков начин. Или па само добра идеја. Христијанството е дефинитивно добра идеја низ текот на историјата, без разлика на секое оцрнување од самото водство на христијанството, но и од надвор. Но не е само добра идеја, туку е средба со личност, со настан. Христијанството е средба очи в очи со личност. Со кој настан е средба? Со крстот и со воскресението. Вау! Со крстот и воскресението. Средба. Има ли некој средба со крстот? Со тој настан, со воскресението, со Христос лично, имате ли средба? Ја верувам дека секој во вашето срце што исповеда дека Бог е Бог во неговиот живот, имал средба. Може сега се подзаборавила таа средба, како изгледала, како звучела, како мирисала. Али ја не верувам дека тоа нешто се заборава. Ја не сум го заборавил никогаш, ја не верувам дека било кој може да заборави средба со Христос. Средба со настанот кај што се изли најголемата љубов што можеше да биде некогаш излеана, а тоа е Божјата љубов. А прво Јован 4:16, ова го објаснува во пократки црти. Знаете, понекогаш ние ни требаат многу зборови. Апостолите биле пар екселанс за многу нешто. Дорека најде, даре, не е проблем, ќе го најде. И тука гледаме дека љубовта не е само заповед,
туку одговор на љубовта со која Бог дојде во нашиот живот. Гледаме дека љубовта не е заповед. Зошто? Зашто преку вера дознаваме дека Бог ја излеа во нашето срце. И кога ти кога имаш нешто излеано во твоето срце, тоа не е заповед да го пренесуваш. Но што е? Туку одговор на Божјата љубов. Љубовта во нас е одговор на Божјата љубов, а не заповед. И тоа тука сум пишал заповед што е кажана од надвор. Знаете, понекогаш луѓето на што синатат највеќе? Кога некој од надвор ќе им каже нешто, а не го познава полично, подетално. Па што тебе ќе те слуша? Најдаме? А сликите? Не успеавте да ги ставите? Што ти ги пратих на... Не, добро. Ги имам направено сликовите сликите за да биде полесно, али ајде, од следниот пат. Океј. И ние запознавме и поверувавме во љубовта која Бог ја има спрема нас. Што направивме? Ја запознавме и поверувавме. Значи, не послушавме оддалеку заповед, одете и љубете го, зашто не можеш да љубиш ако не знаеш дека Он прв те возлюби. И он кажува, ќе читаме, Он прв не возлюби. Амин. Знаете тоа како е? Тоа е кога во вашиот брак, например, ја прв ја засакав Данче. Да. Ја ја видов, мене ми се допадна, ја засакав и сега она не може да им продава мене љубов. Зашто јас прв ја засакав. Може да учествува во љубовта. Амин. Амин. Учествуваме во Божјата љубов. Вау, ќе рече дома. Или амин, или Мараната. Океј. Во овој стих гледаме дека средбата со Бог не го допре само срцето наше, туку и умот. Зошто? Зашто вика, ја запознавме. Преку умот ја запознавме и преку духот во вера. Што направивме? Поверувавме во Божјата љубов. Но да го спознаеш, ова не е доволно или целосно. И затоа сум пишал, секој христијанин има потреба од вера. Ненасушна потреба од вера. Искуство со Бог во Христос. Што е верата? Искуство со Бог во Христос. Што ќе разбуди љубовта кај нас и ќе ги отвори нашите срца за другите. Верата ја буди љубовта во нас. Љубовта може да биде заспана и ни треба вера како поттик, вера да ја подбутне и тоа да биде за бенефит на другите. Така да заповедта да се сака ближниот нема да биде заповед дадена однадвор, него последица на нивната вера отелотворена преку љубовта. Значи, тука идеме дека заповедта нема да биде заповед дадена однадвор, оди и љуби, него е последица на Божјата љубов во нашите срца. Отелотворена. Многу е битно да ставиме, да се навратиме на тоа отелотворена. Ние го имаме Бог отелотворен во нашето срце. Вера отелотворена во нашето срце кој е Исус Христос. Христијанинот е човек кој е придобиен од Христовата љубов и затоа е носен од таа љубов, е отворен за љубов кон ближниот. Зошто? Зашто не можеш да сакаш ближниот ако не знаеш дека си засакан од Бог. Верата е таа што ни покажува дека Бог го дал својот син за нас.
И дека навистина Бог е љубов. Верата е таа. Чувствата не се таа. Чувствата некогаш не лажат, некогаш се до плафон високи чувствата. И вау, ние го сакаме Бог, се радуваме, леле какви зборови ти течеа, леле колку тоа беше добро кажано, леле колку се, и наеднаш одејќи на кај дома, некогаш свич, не знам тоа како се прекршува нешто, и си скрушен помалку, рамениците тежнеат. Зошто? Зашто чувствата го достигнале плафонот и сега удираат по тебе. Истите чувства што те направиле силен, сега знаат да удрат по тебе. Затоа преку вера спознаваме дека што? Бог е љубов, зашто не можеш да си објасниш секогаш во твојот живот дека Бог е навистински љубов. А не можеш да му објасниш, ти некако ќе се трудиш да се согласуваш постојано, но не можеш на другиот да му објасниш секогаш. Затоа е потребна, затоа христијанинот му е повеќе од потребна таа вера. Да може да каже, да, Бог е љубов во мојот живот. Не ако е љубов, него е љубов. Амин. Не ако. Знаете како? Идејќи наваму, на Данчи реков, не знам, зборевме нешто, види, јас одлучи да те сакам, не се секирај до крај. Што значи тоа? Тоа дава една слобода. Дека, вау, можам некогаш и да поигрувам со некои работи, но од друга страна одговорност да се и преиспиташ во твојата љубов, како ти би одел заедно со истиот. Разбираме овој дел. И така да, убавината наша е дека Бог, некој го кажуваше неделова стихот дека, не знам, збореме со некого дека, вау, колку е големо зашто Бог не се откажува, ништо не може да не одвои од неговата љубов. Тоа значи дека од тоа што си спознал па до вечноста ти си љубен. И се тоа не носи до став дека љубовта е заснована на верата и обликувана од неа. И така да, ако љубовта е внатрешност или животот во верата, тогаш верата е незината обвивка. И затоа они се неодвоиви. И од ова се испоставува втората точка, тоа е љубовта како животот во верата. Љубовта е животот во верата. Мислам дека го разбирам овој дел. И сум пишал, целиот христијански живот е одговор на Божјата љубов. Целиот христијански живот е одговор на Божјата љубов што беше покажана на крстот. Но Бог не е задоволен што ја прифаќаме неговата слободна безусловна љубов. Ја мислам дека не е задоволен Бог. Ајде да видиме од што е задоволен. Слушнете го ова, ме молам со внимание. Мене ме препоти, додека пишува па и сега. Тој не се ограничува само да не љуби, туку сака да не привлече кон себе, да не преобрази на толку длабок начин, што заедно со Павле и ние да кажеме, јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Амин. Галатите 2:20. Јас веќе не живеам. Значи, Бог не му е доволно само да не љуби. Не би требало и нас, него да бидеме привлечени од таа негова љубов во длабоко спознавање едни со други, каде што ќе можеме да кажеме, сега јас не живеам, него Христос живее во мене. Кога оставаме простор за Божјата љубов, стануваме како Него, учесници во Неговата љубов. Со вера се склучува пријателство со Господ, ова е интересно, а со љубовта се одржува. Преку вера ние му кажуваме да на Бог и си подаваме рака и го признаваме заветот меѓу Бог и Христос. А со љубов го одржуваме тоа пријателство. Мислам дека беше во Јован 15:15 Исус вика, не ве нарекувам слуги, веќе ве нарекувам пријатели, и се што дознав од мојот татко ви го кажувам вам.
Со вера ги препознаваме даровите што ни ги дал Бог, кои со љубов даваат плод. Затоа Павле ја стави измеѓу таа глава за љубовта. Со вера препознаваме што имаме во нашите срца ставено од Бог. И со љубов тие даваат плод. Плод што останува. Плод што трае. Плод во кој можеш да загризаш. И овдека гледаме дека уствари љубовта и верата се нераскинливи. И затоа мојата трета точка е нераскинливо испреплетување меѓу верата и љубовта. Нераскинливо. Кога станува збор за односот меѓу верата и љубовта, зборовите на Павле во Ефешени, најде го Ефешени 2 од 8 до 10, може би најдобро ќе ја сумираат нивната врска. Зашто по благодат сте спасени преку вера и тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар. Не е од делата, за да не се фали некој. Зашто Негово дело сме, Негова поема, создадени во Христос Исус за добри дела, кои Бог оннапред подготви за да живееме во нив. Вау! Ја мислам дека целата тема што е присутна во црквата, овој стих ја објаснува и дава сила на темата. И тука сум напишал, овде се гледа дека целата иницијатива насочена кон спасението на луѓето доаѓа од Бог. Што значи, нема некое наше дело што може да направи да Господ го придвижиш, да Он те спаси. Зашто целата иницијатива, зашто по благодат сте спасени, преку вера, по благодат сте спасени, тоа е Божји дар во нашиот живот. Целата иницијатива е Божја. Амин. Овде се гледа дека целата иницијатива насочена кон спасението на луѓето доаѓа од Бог, од Неговата благодат, од Неговото простување, прифатено со вера. И таа иницијатива не само што ни дава слобода и соодговорност, туку и не насочува кон делата на љубовта, што не се плод на трудот на човек. Зошто? За да не се пофали некој, туку се раѓаат од самата вера, извирајќи од благодата што Бог изобилно ја дава. Амин. Тоа што гледаме тука, дека немаме ни удел во креирањето на Божите дела во нашиот живот. Така да можеме да видиме дека верата без дела е како дрво без плод. Ќе има функцијата, но ќе не можеш да загризаш. Верата без дела е како дрво без плод. Оно што го зборевме претходно ќе биде функционално, но ќе биде на ниво на скилс, на вештини. Божјата љубов дава живот. Таа животот во самата вера. Ваквиот начин на пристап кон овие нешта не треба да не плашат, мислејќи дека сме целосно надвор од процесот. Знаете, кој ќе гледате ова дека се е Божјо изрежирано дело каде што ние неаме многу што и некако сме надвор од процесов, како што зборевме преска, тоа некако не плаши. Па што јас? Но сум пишал тука не плаши од нешто друго. Не треба да не плашим мислејќи дека сме целосно надвор од процесот што се случува во нас, зашто се зависи од Него. Туку тоа да ни биде сила и заштита. Тоа да ни биде сила, дека зависи од Бог, треба да биде наша сила и наша заштита. Силата дека сега не сум оставен да правам работи на своја рака, плашејќи се дали ќе бидат прифатени од Бог,
туку ќе правам работи веќе спремни за мојот живот, заедно со Бог, зашто заедно сме посилни. И заштита дека секогаш ќе се најдам во милост и благодат пред Бог и кога нема да одат работите во мојот живот, во најдобра насока. Зашто во Него паѓаме и во Него стануваме. И таа е нашата заштита. Како и секој Божи дар, верата и љубовта го потврдуваат дејството на Светиот Дух во нас. Духот кој во нас извикува Ава, ти си татко мој. Галатјани 4:6. Може другаче да најдеш. Вау. Фала за песната. Верата и љубовта во нашиот живот се потврдени од Светиот Дух. Духот кој во нас извикува Аба. Негде е оче, али вистинскиот превод е татичко. Она што го пеев, она што го прокламира тимот за славење. Преку верата спознаваме дека спознаваме со срцето и со умот, дека токму оваа љубов е единствената реалност која издвојува победа над злото и смртта. Оваа љубов. Зашто го зборувам ова? Зашто ние имаме тенденција, или светот има тенденција да ја занемарува Божјата љубов или да ја стави во калап на некој хуманитаризам, на некој хуманост, на некоја филантропија, и со така да се ограничи дури самиот Бог да делува во животот на тој човек. Верата не повикува да погледнеме на иднината со надеж, не очекувајќи ниту подобар, ниту полош живот, не очекувајќи го него. Вау. Иако може би е шокантно, но ние не чекаме подобар или полош живот. Ние го чекаме него. Исус Христос. Амин. Ние имаме ветувања за подобар живот. Имаме ветување за живот поминат со проблеми, зашто сме во светот. Така? Значи, тоа е дел од нашата судбина. Да газиме на оваа земја, да живееме на оваа земја и да го носиме Христос во нашите срца и да го очекуваме тој да дојде еден ден. Вау! Од друга страна, љубовта не воведува на личен начин да го прифатиме целосното предавање на Исус, на Отецот и на браќата. Од Светиот Дух сме поттикнати да влеземе во наследството на Исус како син на Отецот, но и како првороден брат на секој еден после него. Тоа е во нашето наследство, зашто тоа го збориме носо, ние сме во Христос. И знаете, кога размислував за дарови, за наследство, и некако даровите се супер, ама ги гледам како една обвивка на човекот да може не само да го живее животот или да ја живее животот во верата, ама кога гледам на наследство, гледам на нешто што останува и трае. Еве сум пишал, излевајќи ја љубовта во нас, Светиот Дух не направи Исусови соучесници. Преска спомнав еден збор соодговорност и ми избега, сакам малце да кажам околу него. Ние имаме во нашиот живот одговорност. Но зашто го спомнав соодговорност? Зашто е многу полесно заедно да бидете одговорни за нешто. И верувајте дека со Христос не остава сами да бидеме одговорни, па за сами да ја утнеме работата, па да може да ни каже он сгрешивте или да ни каже братот сгрешивте. Ние имаме соодговорност со него.
Тоа го олеснува твојот живот, дека си соодговорен, но со него, не си оставен сам на цедило. Не може ни да размислуваш дека си оставен сам на цедило, а да ги читаш сите тие стихови дека ништо не може да одвои од Божјата љубов што е Исус Христос. Затоа да отидеме еден чекор понапред ако можеме и да размислуваме на соодговорност. Да, Христос е одговорен во мојот живот и за мојот живот и јас заедно со него ќе бидам одговорен во мојот и за мојот живот. За Исусовиот живот не можеш да бидеш одговорен. Еве сум пишал, Светиот Дух не направи соучесници во синови Божи и брат на секое човечко суштество. Римјани 5.5. Мислам дека е едно најспомнуваните последно стихови. Али тоа ќе се повторуваат стиховите. Темата е таа, а и љубовта Божија таа. Значи не направи соучесници во синови Божи и во брат на секој едно, што сум пишал, човечко суштество. А надежта пак не разочарува, што Божјата љубов веќе е излеана во нашите срца преку Светиот Дух кој ни беше даден. И тоа многу пати сме го зборувале за излеаноста. Некако секогаш кога мислам на љубовта, мислам на течна состојба, зашто е излеана, не може да се излее нешто друго, освен ако не е течна состојба. И јас нема да одам таму дали е течна, дали не, него едноставно знам дека Божјата љубов е излеана во нашите срца и затоа може да каже авторот дека може да покрие многу промашени цели или ако сакате гревови. Но знаеме дека гревот е промашена цел. И ја не е тоа игра на зборови. Јас сакам да се фокусираме на тоа дека љубовта покрива, а не тоа колку гревови треба да се покријат. Љубовта покрива многу промашени цели во животот. Што значи тоа? Имаш постојано во Господ шанса да утнуваш и да се навратиш, да ја погодиш целта. Амин. Ова не е развонување на словото ние за да се допадне или да исчеша на некои уши. Ова е вистина која ние треба да ја живееме во нашиот Господ. Значи, во се што кажавме до сега, јасно гледаме дека не можеме да одвоиме верата од љубовта, ниту па љубовта од верата. Двете се длабоко поврзани и погрешно е да се бара контраст меѓу нив. Има два екстреми што ја произлегуваат ако се проба да се одвојат. Едниот е да се стави прекумерен акцент. Ја знам дека може би се долги реченици се, али сакам да бидат такви за да се преслуша уште еднаш, за да се свати и јас самиот лично, а и вие да сватите што точно сум мислел со се това. Едниот е да се стави прекумерен акцент на верата, каде се занемаруваат делата на љубовта и се сведува на обичен хуманитаризам. Се става преголем акцент на верата и цело време сме таму негде и овдека ништо не ни е познато. И се што е делување на дела го оставаме на некој хуманитаризам. Напрете го тоа, јас сум горе, не можам да се симнам. И втор екстрем, се зима став на прекумерна доминација на љубовта и нејзината делотворност и се смета дека делата можат да ја заменат верата. Не може така. Значи, ниту прекумерниот став, зазимање на став дека љубовта може да замени се, не е исправен пред Господ и пред луѓето. И дека делата на љубовта можат да заменат верата. Верата е таа што поттикно, не знам дали го кажав тоа, али ако љубовта е внатрешност, а животот на верата, тогаш верата е обвивката незина. И верата е таа што не води
да можеме да ги вршиме делата на љубовта. Затоа за здрав духовен живот потребно е да се држиме настрана од двете. Христијанскиот живот е постојано, сум пишал, искачување, ова ми е беше интересно, искачување на ридот за средба со Бог, а потоа спуштање меѓу луѓето, носејќи ја љубовта и силата што не ги дава таа средба. Ние не треба да се качуваме на најблискиот рид. Ние не треба да се качуваме на некој повисок рид. Ние треба да се земеме простор во нашиот живот, секојдневно, према врските, не знам, према потребите, и да се среќаваме со Бог. И од таа средба, тоа што го доживуваме, да го пренесеме во браќата. Ета таа здрава конекција на нашиот однос со Бог и односот со нашите браќа. Нашиот однос со Бог и односот со нашите браќа и сестри. Нашиот однос со Бог и односот со нашите браќа и сестри. Ќе се измориме правејќи работи во наши сили. Колку и да си ти некој карактер подобар, што можеш да трпиш повеќе, можеш да љубиш повеќе, можеш да носиш повеќе, во твои сили, на се има крај. Нас ни треба, на почетокот кажавме, ни треба средба со Бог. Средба во твојата молитва, средба во твојата медитација, средба во твоето општење со твојот Бог. И каде што тоа што ќе го доживееш, се враќаш назад и го делиш меѓу народот, несебично. Така да ќе опочнам уште еднаш, барем мене ми е интересно. Христијанскиот живот е постојано искачување на ридот, на средба со Бог, а потоа спуштање меѓу луѓето, носејќи ја љубовта и силата што ни ги дава таа средба. Знаете ли, тие средби понекогаш што носат највеќе? Промена, обнова на ум. Каде што ти ќе се видиш саме, не сум истиот. Не знам, со некого зборевме дека го интензивирал неговиот духовен живот последно време и дека гледа многу промени. Само ќе му намигнам на дечката. Го интензивирал неговиот духовен живот и ми кажа чекори како го интензивирал. Читал, се молел, имал време поголемо со Христос. И тој несомнено ќе донесе плод меѓу луѓето. И тој плод ќе трае. За да им служиме на нашите браќи и сестри со истата љубов како и Бог. Во црквата треба да гледаме коегзистирање и надополнување на двата пристапи на сестрите Марта и Марија. Најди го Лука 10 од 38 до 42. Ги знаеме приказната, вистинската приказна за Марта и за Марија. И знаеме они на што тежнеа и што направија, но верувате дека понекогаш ние и така треба. Ако сакаш некој пророчки да му кажеш на некој како го гледа во неговиот живот, некогаш го гледа како Марта, некогаш како Марија, но во црквата тука треба да екзистираат и двата примера. Треба да се присутни двата примера, но сум пишал, но приоритетот секогаш мора да припаѓа на односот со Бога. Приоритетот секогаш треба да припаѓа на односот со Бога, зашто, како рековме, од таму ја црпиме силата и љубовта за да можеме да бидеме активни тука. Кога одеа, влезе во едно село, а некоја жена по име Марта го покани во својот дом. Таа имаше сестра што се викаше Марија, која седна кај Господовите нозе и го слушаше неговото слово. А Марта се трудеше многу да му служи што подобро. Таа пристапи и рече: Господи, зар не те засега тоа што сестра ми ме остави сама да те служам? Рече и да ми помогне. А Господ ти одговори велејќи: Марта, Марта, ти си загрижена и вознемирена за многу нешта. Ја насеќавам овдека загрижена во еден позитивен контекст. Исус не ја кара Марта за дека направила невидена утка.
Марта, ти стварно си жена која си загрижена и стварно си жена која мисли за домот. Ќе ви кажам зошто. Зошто во таа култура тогаш не можело поинаку освен да се нагости на таков начин гостинот. А овој пат не е гостин било кој. И ја ја замислувам Марта како некоја од нашите домаќинки. И изгоре лебот, и претекла манџата, затворени продавниците, и што ќе правам сега, а нема кој да ми помогне. Едниот го пратив по друг леб, други го пратив за зарзават за друга манџа, и сега не можам барем да го сметам дворот, за кој ќе дојде Исус да биде чист. И Исус иде, и Марта во паника му вика, па речи на Марија, седнала тука крај нозеве, ќе слушаме после заедно. А Господ ти одговори и рече, Марта, Марта, ти си загрижена и вознемирена за многу нешта, а само неколку или некои работи се потребни. Сушност само една. Марија го избра добриот дел, што нема да ја се одземе. Средбата со Бог, нашиот однос со Бог е тоа што нема да ни се одземе. Амин. Средбата со другото поминува, другото заминува, има рок на траење, има време на траење. Средбата со Бог е нешто што нема да ни се одземе. Вау. И затоа пишав дека приоритетот секогаш мора да припаѓа на односот со Бога, на она што Марија го направи. Али да екзистираат двете работи. Да не седне сите тука, да нема кој вода да донесе. И со ова завршувам. Понекогаш терминот љубов се пробува да се ограничи на солидарност или хуманост. Но ако читаме, ќе видиме дека токму евангелизацијата, да се донесе на некого радосната вест, е најголемиот чин на љубов. Што значи тоа? Секое дело. Знаете, ги гледаме во дела апостолски апостолите. Се грижат за поучувањето, се грижат и за сиромашните. Не изоставија некој дел да манка. Така? Се грижат за едното, се грижат за другото. Но на Павле, на Петар, најголема радост им беше да го допрат срцето на народот со радосната вест. Исус дори кажува, сиромашните секоја ќе бидат покрај вас. И тоа е факт. Секоја ќе бидат. И секојаш, кога секај нас, тие се не само дел од нас, него се наша грижа или бреме, ако можам да кажам. Зошто? Ради Божјата љубов што е во тебе. И убаво е човек да биде гладен. Гладен за Божјото Слово. Зашто пишува во благословите. Не гладен за леп, не е убаво. Гладен за Божјото Слово. Зашто они ќе го наследат царството. Амин. Така да, ако се наоѓаме во ситуација да ја правам нешто или не правам нешто, дозволиме на Господ заедно во таа соодговорност видете уствари што треба да правиш, а што не треба. Ние понекогаш се фокусираме, Господе, што треба јас да направам? Господе, што треба јас да направам? Некогаш замислете си и кажете на Господ што не треба да направам. Али не си дозволуваме луксус да го занемаруваме односот со Бог, каде што добиваме сила за понатаму, да служиме на луѓето. Радосната вест е најголемо, е нешто најголемо што може да го донесе Божјата љубов. Амин. Тато, фала ти за оваа вечер, Господе. Фала ти што ти си благословен, Господи, си не благословил нас, Господе, толку многу, што не само што ни треба откровение, Господе, него треба и многу повеќе животи, за да го знаеме тоа тука, Господе. Но, Господе, ти веруваме Тебе, Господе. Ти си достоен за верување, ти си достоен за да те пратиме, да те следиме, Господе. Ти си достоен да ти одадеме чест, Господе, достоинство, Господе. Тебе ти припаѓа секоја чест, Господе. Се што сме ние ти припаѓа Тебе, Господе. Фала ти, Господе, за изливањето на Светиот Дух во нашиот живот, Господе, што стави печат во нашиот живот дека сме Твои и дека нема што да не одвои од Твојата љубов, Господе.
Ти благодарам, Господе, ти благодарам, Господе, за секој еден мој брат и сестра, Господе, во кој ставам и јас, Господе. Ако има неразјаснети работи, нека те праша Тебе, но нека не поставам услов дали си ти добар, него да биде сигурен дека ти си добар и го знаеш најдоброто за неговиот живот. Алелуја, Господе, те ставиме Тебе, Господе. Тебе ти припаѓа секоја слава, Господе. Те величаме Тебе, Господе, фала Ти што ова слово, Господе, она што ќе остане од Тебе во луѓето, Господе, ќе донесе процет, ќе донесе радост неизмерна, Господе. Твоето слово е слово што менува, Господе. Твоето слово е слово што трансформира, Господе. Што рестартира, Господе, што носи на друго ниво, Господе. Твоето слово е слово што ни доближува до Тебе, Господе. Фала Ти, Господе, за Твоето слово, Господе. Фала Ти, Господе, за Твоето слово што ни е достапно, Господе. Алелуја, Господе. Да, Господе. Фала Ти за што ги тргаш бремињата, Господе, нашите рамења, Господе. И што тоа нема да биде момент само, него тоа ќе биде континуиран раст. Континуирано ќе гледаме на Тебе и бремињата ќе бидат тргани лично од Тебе, Господе. Фала Ти, Господе, што можеме да Ти кажеме татичко. Зашто Ти си наш татичко. Амин. Мислам дека колку ми рече да затворам, нема што да затворам, останете во Божјата љубов, верувајте му на Господ, Он е добар, да му веруваме заедно, заедно сме посилни, заедно значи ние со Него. Амин. И уживајте во неделата што престои.